Повторно сме во студио и во исчекување сме на нашата Ивана која ќе ни презентира разговори за кафето, особено во разговор со еден експерт за кафе, на вистина многу добре дојден и пријатен во овој ладен октомвриски прв ден во месецот. Ивана, добро утро. Драго ми е што си тука, подготвена да не воведеш во темата кафе, кое што е ритуал на многу наши гледачи, без оглед на генерациите. Како си ова утро? Одлично. Суза, мора да кажам дека пријатно е овде во кафетеријата Дабов, која што се наоѓа во Скопската населба Тафталиче. Верувам дека многумина од гледачите веќе ја знаат, но и оние кои што досега не слушнале или не се запознале, верувам дека уште денеска ќе дојдат и ќе го испијат своето кафенце токму овде за поубав ден, кога надвор имаме нели веќе минусни температури, она што ни треба е нели да си најдеме некоја кача каде што ќе се чувствуваме пријатно, но и каде што ќе го испиеме својот умилен пијалок, па така ние ова утро решивме да ве поздравиме токму од овде, од кафетеријата Дабов, каде што токму овде мајсторите за кафе не прават само кафе, туку може да кажам дека прават магија од кафе или нешто многу повеќе од кафе, нешто што не можете да го вкусите на ниту едно друго место. Ќе разговарам во продолжение со експертот за кафе Александар Патлиџановски, кој што ќе ни каже многу повеќе за тоа што се нуди овде во Дабов, односно какво е кафето кое што можете да го вкусите и да го пробате во кафетеријата Дабов. Александар, ќе ви посакам добро и убаво утро. Морам да ви се извинам за гужвата која што вие направивме ова утро. Секој утро вие сте преполни со луѓе. Сега малку ќе извинати сите оние љубители на кафе кои што ве посетуваат секој утро. Да почнеме од тоа како започна приказната за Дабов или која е филозофијата. Приказката на Дабов започна многу одамна. Значи, овој бренд е започнат пред 16 години како идеја на самиот Јордан Дабов, затоа и Дабов се вика нормално, да понуди специфични типови арабика кафења на балканско ниво со врвен квалитет. Сега, него науката позади е како ќе се испече кафето, какви типови на зрна ќе се користат и со кој квалитет. Тоа го одредува Светска организација или Specialty Cafe асоциација, интернационална и Cup of Excellence стандард. Тој стандард се раководи на оценување на кафињата. Секој кафе што добива вредност 180 поени до 100, тешко дека ќе најдеме на 90, ама да, спаѓа во Specialty Coffee. Значи тоа се 5% од најквалитетните арабика зрна на планетава, рачно се берат на одредена надморска височина од 1100 метри до 2500 може да достигне вредност, зависно. Кој регион како? Кафето расте на екваторскиот појас, значи тропска и субтропска клима треба да има, одредена надморска височина, како што реков, одредена количина на дождови, што ќе паднат таа година, што има посадено во околината и наменски што се сади за да се добијат разни типови на аромати и вкусови во самите зрна. Да, веќе ми одговоривте на прашањето што е добро кафе, веќе слушнавме и дефиницијата. Знаевте ли дека еве кога ја отворивте кафетеријата Дабов дека за толку кратко време ќе станете омиленото место на Скопјани и на сите љубители на кафења? Да, затоа што ова е втор концепт како го работиме брендот. Иначе брендот во Македонија се носи веќе 7 години. Четврта година е тука на оваа локација и сме како франшизен партнер за самите продукти што ги представува Дабов. Кој е вашето омилено кафе што ќе ни подготвите ова утро или што според вас вие си пиете, можеби како вам ви започнува денот? Денеска ќе послужиме филтерска постапка по метода на V60, значи кафето се меле средно на кај крупно, треба да биде средно светло, светло печено, зависно, за да добиеме максимална екстракција и максимални аромати во самата напитка. Значи, одредена количина на кафе се меле, средно или средно крупно, како што кажав, и одредена количина вода се отсипува на самото кафе, за да се поттикне екстракција во време трајање 30 секунди и после се дополнува со количина вода, за да може да ги извадиме сите аромати. Ќе почнеме со додавање на 20 грама кафе за случај, 50 грама вода за почеток, таа фаза се вика blooming, значи со ова го поттикнуваме екстрахирањето на кафето, го оставаме да
зрее, да речеме, 30 на секунди. Значи да се натопат сите гранули и да може да почнеме да го екстрахираме. Понатака, во време трајање од 2 до 3 минути вкупно треба да заврши целата постапка и да добиеме околу 300-350 мл течност доле. Значи самата погача си зема 50 на грама од водата за да се накваси и понатака добиваме чист и убав ароматичен пијалок од кафе. Само момент. Значи, одиме во концентрични кружни движења поголем дел од времето и на крај агитираме во средина со слаб и брз тек. Тоа е тоа, треба да почекаме да се седи, да, и после тоа имаме одлична шолја кафе. Во случајов користиме кафе од Хондурас. Доста е цветно, малку е кисело на вкус, значи овошна киселост изразува и сладки ноти како малина во случајов и карамел. Колку кај нас, Александар, се поддржуваат ваквите мали кафетерии, колку па е важна нели поддршката од опкружувањето за да се опстои нели во денешно време особено. Како да кажеме како почетници на оваа култура во Македонија, уште е рана фаза, значи уште е млада спешалти кофи културата. Ние сме првиот бренд на спешалти кофи некогаш што влегол во држава. Тешко е, секако. Ама има луѓе што сакаат да пијат убаво кафе, што прошетале надвор, што виделе каква е приказката и имаме доста поддршка. За нови брендови што влагаат, нови брендови што влагаат, треба да се работи секако за да се добие поквалитет. Тоа е тоа. Кафето веќе го имаме нели подготвено, нашето утринско кафе, но она што може би ќе треба да го направите во следниот период, ќе ни кажете за она што сакате вие, како сакате нели да се развивате и кои се вашите идни планови, како сакате повеќе да се проширите можеби или за проширување би оделе нормално низ цела Македонија, доколку има можност со брендот, а понатака може не Европска унија земјите од регионот да ги подкриеме и тоа би било добро. Само ќе видиме како оди, се надеваме дека ќе се држиме до планот. Подготвено ни е омиленото нели утринско кафенце, направено од експертот за кафе, нели? Луѓето кои што доаѓаат тука, верувам дека сите се, она што можеме да го забележам, сите се враќаат, никој не дошол еднаш само да се напие кафенце. Нас не гледа цела Македонија, па нели и луѓето во диаспората, но се надевам дека ќе имате можности да ги остварите идните планови, да пробате луѓето кои што не се нели од Скопје да се запознаат со оваа култура и со она што вие го работите. Секако се надеваме дека ќе има таков учинок по еднината, зависно како ќе биде прифатено. Значи тешко да се навикне човек на вакви типови на кафења, затоа што не се секојдневни. Немаат горчина, мислам кафето не сме да има горчина, може да има разни вкусови аромати, киселост, одредено ниво, сладкост, ама никогаш горчина. Доколку горчи, кафето не го бива. Или постапката што се применува за кафето. Александар, ви благодарам на одвоеното време, ви посакувам во иднина да си ги остварите сите планови кои што ги имате на ум и она што сакате да го направите секако и за доброто на луѓето кои што сакаат да пијат добро и квалитетно кафе. Да, ние ќе ве поздравиме од Дабов со ова добро, квалитетно утринско кафенце. Ќе ве поканиме сите вие кои што ве можеби па и досега не сте слушнали, не сте имале можност нели да вкусите ваков тип на кафе, да повелете во Дабов и да го испиете тука вашето утринско кафенце или да ви почне денот со добра шолја кафе. На здравје. Благодарам многу, на здравје, кафето да ви биде и вас, Иванче, се разбира и на сите гледачи кои што ја искористија можноста да сварат второ, можеби и некој прво кафе доколку станавте подоцна. За кафето ние и во идна прилика ќе имаме можност да разменуваме искуства, бидејќи сите ние имаме своји вкусови и се разбира своје мислење во врска со кафето.